Добар ден, почитувани, вие сте со уште едно ново издание на емисијата Отворено студио. Познато вие веќе дека зборуваме на најразлични теми, дебатираме и информираме. Изборот на теми е основниот панел по кој ние се водиме, а целта ни е да ве информираме, како што рековме, и запознаеме со општествените потреби и вашите полемики. Денеска зборуваме за една тема, за една појава со која секојдневно се соочуваме, а тоа е изразениот маркетинг и неговата појава. Што точно нуди ова наука, каква е потребата од неа како таква и каква е состојбата на југоистокот од Републиката. За се поврзано со оваа тема денеска зборуваме со Леонид Баламов, дел од првата професионална маркетинг и PR платформа на југоистокот под наслов Grey Solution. Леонид, добро ни дојде во Отвореното студио. Добро ме најдов, Ивано, ви благодарам на поканата. Како што најавив, вие сте лице за односи со јавноста, сфера која што е некако поврзана со маркетингот. Пред да започнеме и да се задлабочиме во самата суштина на маркетингот, да ги разграничиме овие два поими. Маркетингот наспроти односите со јавноста. Ова е одлично прашање за почеток. Овие две науки, слободно можам да ги кажам дека се науки затоа што светот некако почнува од својата историја и гради своји темели на функционирање. Со доаѓањето на капитализмот, како појава каде што социјализмот и другите општествени режими, економски стандарди пропаѓаат, доаѓа капитализмот каде што одреден број на луѓе или одреден број на компании драстично почнуваат да ги зголемуваат своите материјални добра и своите финансии. Овде се појавува, можам да кажам слободно, дека почнуваме од Рокфелер, човекот каде што првпат се чувствува потребата, каде што првпат е почувствувал потребата од маркетингот и односите со јавноста во 1901 година. Тука станува збор за две науки кои што се некако се исти, а се толку различни. Ова го кажувам затоа што се различни, бидејќи маркетингот е дел од промоцијата, производството и производот. Маркетингот го продава производот, односно гради една врска помеѓу компанијата и крајниот потрошувач или корисник. Доколку односите со јавноста се дел од маркетингот, кај што оваа релација помеѓу потрошувачот и компанијата мора да биде цврста. Односите со јавноста ги представуваат имиџот и брендот, односно репутацијата на таа компанија. Овие две науки, како што Филип Котлер, еден од најпознатите и светски признаените маркетинг стратези на 21 век, едноставно вели дека овие две науки се слични и им даваме исто значење, бидејќи нивната граница не е доволно издефинирана за овие две науки или овие две појави може да бидат различни и да се толкуваат различно. Така. Кога веќе поставивме темел на тоа што е маркетинг, а што се односите со јавноста, каква е ситуацијата во Република Македонија? Колку агенции имаме од оваа дејност? Што работат? Имат ли прогрес, односно побарувачка од страна на компаниите за ваквиот вид на услуги? Слободно можам да кажам дека македонскиот маркетинг пазар за 2015 година добива некој успех затоа што тежи некаде околу 33 милиони евра, што е доволен прогрес за да се каже дека македонскиот пазар и македонските компании веќе почнуваат да размислуваат, настроени се просветски, затоа што конкуренцијата е многу голема. Имаме големи компании, имаме средни и мали компании. Големите компании веќе го преферираат маркетингот и односите со јавноста и ја почувствуваат потребата од рекламирање, затоа што конкуренцијата е еден збир од повеќе фирми или да кажеме, може да се изразам повеќе единки, каде што е борба за тоа кој повеќе потрошувачи ќе добија, без разлика дали станува збор за конкуренција линеарна, односно во конкуренти во иста област или во различна. Во Македонија действуваат и активно работат повеќе од 25 маркетинг и медија компании, односно агенции, некои работат адвертайзинг, некои работат надворешен маркетинг, некои работат политички маркетинг или надворешно рекламирање. Дали се доволно тие 25 или? За пазарот кој што Македонија го има, мислам дека се доволно. Затоа што до пред неколку години потребата од маркетингот и односите со јавноста се чувствуваше, но ја бараа само одредени луѓе. Но во 21 век, каде што компаниите и светот драстично се променува со новите технолошки пронајдоци, новите алатки, дигитални медиуми, имаме потреба од цело тоа синхронизирање
Значи, рекламен процес и пробивање кон јавноста, односно кон јавноста или таргетот на една компанија каде што таа сака да действува, имам потреба и таа драстично се променува, односно даваме поголем прогрес, затоа што во Македонија не знам во моментот колку точно компании функционираат и работат од различни сфери, но овие 25 агенции се доволно добро и ја пополнуваат потребата наспроти поборувачката. Тоа значи дека македонските компании веќе чувствуваат дека мора да се рекламираат затоа што конкуренцијата и бизнис климата веќе се развива. Овде имаме странски инвестиции кои што тоа драстично не дојдоа и тие имаат големи имиџи и репутација, па мораме некако да се бориме со нив. Слободно можам да кажам дека постојат два вида на компании. Компании кои што се рекламираат и кои што се прилагодуваат на она што доаѓа и компании кои што некако сакаат да останат во тајност. Да, можеби вие како компанија може да ги привлечете и имате веќе постојани потрошувачи, но што правиме со фактот дека цело време бизнис климата се развива, доаѓаат драстични промени, еве може да видиме на Facebook, може да се најде се, на Google како алгоритам на кој што пребаруваме сите, исто така може да се најде се кога вие барате хотел, може да најдете од најскап до најевтин, нели, нормално по вашите потреби. Но Југоистокот, Македонија и малите компании некако се насочуваат да нивниот бизнис остане во тајност. Се уште веруваат дека потрошувачите и нивните корисници можат да ги придобијат на квалитет. Но што се случува кога вие веќе имате успешен изграден бизнис? Вие продавате производ или услуга. Кога тој производ или услуга вие го продавате со одреден квалитет, потрошувачите, односно корисниците на ова, веруваат дека вашето следно излагање, следниот производ ќе биде со малку повеќе квалитет. Тука голем број на фирми губат на кредибилност. Значи веруваат дека имаат квалитет, но со нивното следно излагање, со нивното пласирање на следниот производ или услуга, не го дефинираат многу подобро од оној што веќе го понудиле. Затоа што голем број на услуги можеме на 21 век во ерата на интернетот да ги добиеме не само од Македонија, можеме да ги добиеме од Индија, како што прават голем број на компании. Да го земеме за пример Dell, компјутерска компанија која што функционира, работи, нели, на глобално ниво, се пласира на глобалниот маркет, но нивното седиште од Америка се префрла во Индија. Индија е слабо развиена земја, иако е многу голема. Тука имаме проблем со тоа што во Индија и Азија е многу ефтина работната рака. Значи, вие кога се јавувате, живеете, например, да кажеме во Нью Йорк, вие се јавувате да побарате техничка подршка од нив, тоа автоматски телефонската линија ве префрла во Индија. Значи, домашниот пазар почнува да се затвара. Се шири на глобално ниво, но домашниот пазар, каде што вие действувате, почнува да се затвара. Тука е проблемот во Македонија, што малите и средните компании, не можам во целост да кажам дека сите исти, не се рекламираат, се уште не ја почувствувале потребата од реклама, маркетинг, однос со јавноста. Затоа што вие сте компанија која што произведува нешто и вие сте една мембрана помеѓу потрошувачите и вие самите. Значи, околу вас кружат различни гласини, коментари, ваши критики, позитивни или негативни, но вие не знаете што се случува во вашата околина. Орбитата е голема, затоа што произведувате нешто, сте на тапет на повеќе луѓе, на голема маса на луѓе, и не знаете кој коментар може да ви влијае лошо, а кој добро. Така. По ова што го кажувате вие како професионален и стручен во оваа област, верувате дека секоја компанија треба да се рекламира и да ги истакне своите позитивни карактеристики на својот производ. Но денес живееме, како што рековте, во еден модерен свет на електронски медиуми, свет на паметни уреди, каде што информацијата патува со брзина дури поголема од она на светлината, би кажала. Како било во минатото? Можеме да одиме, да се вратиме многу во минатото, но може да се вратиме еден век наназад. Во минатото, како што спомена, голем број значи зборуваме за античка Грција, за ископување од Средоземното, археолозите од Средоземното море. Таму се наоѓаат плочи каде што финикјаните ги обојувале за да им се покаже на потрошувачите дека станува збор за производ корисен за нив. Но може да кажеме античките Грци имале на прометни улици каде што имало многу народ, викале, спробувале, ширеле гласини за некој производ или некоја услуга, зборуваме софистицирани и применети за времето во кое тие живееле. Но сега станува една полемика затоа што во минатото
кога продавале или кога се продавало некој производ или услуга, станувало збор за придобивањето на корисникот од таа услуга или производ, а сега се истепнуваат вредностите и предностите на производот пред корисникот. Значи, ако вие произведувате крем за лице, не знаете, значи произведувате најдобар крем за лице, имате совршената формула за тоа како настанал кремот за лице, но не го разбирате рекламирањето. Тука е проблемот. Затоа што вие имате успешната формула, но не знаете што да истакнете од таа формула. Можеби вие користите единствено природни состојки, но како ќе ги придобиете корисниците доколку тоа не се изрекламира. Значи, не истакнете тоа што вие мислите и тоа што ве дели или ви издефиницира од другите производи, затоа што маркетот на козметика е многу голем. Во Америка за 2015 година може да се најде еден интересен факт и кој зборува дека само американскиот пазар вреди повеќе од 271 милиарди долари за рекламирање, а светскиот пазар поминува некаде од 670 милиарди долари во рекламирање. Тоа значи дека големите, но и малите компании и средните компании во светот веќе ја почувствуваат потребата од маркетингот, од рекламирање. Затоа што можеме на интернет да најдеме фриленсери и луѓе кои што работат на интернет. Вие во Македонија, например, барате за некој производ или услуга многу повисока цена, а на интернет може да ја добиете со истиот квалитет, но со многу помала цена. Така. До сега гребнавме барем малку по површината за значењето на маркетингот, што значи, што нуди, какви предности носи, но сакам да позборуваме малку за сегашната слика. Рековме дека во Македонија до сега функционираат такви 25 маркетинг и медија агенции, но некако на југоистокот тоа се изоставува. Вие рековте дека сте дел од првата професионална и маркетинг PR платформа на југоистокот. Имате ли ваше мислење, ваш став? Што точно ги попречува компаниите од нашиот крај да им веруваат на маркетинг агенциите? На ова прашање имаме неколку концизни елементи, сакам да ги подребам. Значи, мојот коментар е дека во Македонија, односно на југоистокот, компаниите, не можам со целост да кажам, некои 70% од бизнис колачот на рекламирање на југоистокот не се рекламираат. Не знам зошто не се рекламираат, затоа што мисла дека доколку ја дадат улогата на рекламирање на професионалци како мене, како други или трети, мисля дека тие управуваат со производот, а не самите они. Значи, таа една изразена самодоверба на компаниите, кој што, мислам, тоа е политика на компанијата, односно на предприемачот кој ја води таа компанија, со страв дека доколку неговиот производ биде представен на поголема маса на луѓе, односно на потрошувачи, затоа што зборуваме за бизнис и бизнис климата, продажба и купување, мисли дека неговиот производ, кога ќе се појави на голема маса на луѓе, ќе добие на негативни коментари. Не е сигурен во тоа што го продава, без разлика дали тоа е производ, дали е дел од прехрамбена, компјутерска индустрија, дали е софтвер, без разлика. Мисли дека неговиот производ кога ќе дојде на поголема маса на луѓе, кога ќе го видат многу луѓе, ќе добие на негативен коментар. Но се уште компаниите не треба да ги помешуваат овие поими, затоа што вие треба кога конструирате производ да верувате во него. Кога вие верувате, можете слободно и имате доверба дека тој производ кој што ќе го дадете на професионалци, да тие го рекламираат и му направат промоција, да тој производ е доволен и е компетентен за да се пласира на пазарот, без разлика дали на македонскиот, дали на балканскиот или на европскиот пазар. Ако е производ, нели се покаже како добар и единствен, може да се продаде и на глобалниот пазар. Но глобалниот пазар никогаш нема да го види производот, односно производот никогаш нема да го види светлиот ден на глобалниот пазар, доколку вашиот производ стои, например, да кажеме во подрум и вие си го имате, знаете дека вреди, ама кој ќе го види тој производ, кој ќе го користи? Доколку не им се даде на професионалци да тоа го направат, да го испромовираат, односно да ги прикажат предностите и вредностите на тој производ како таков. Тука има проблем на југоистокот затоа што компаниите и предприемачите некако ги затвораат вратите за професионалците од оваа сфера. Може да се каже, да кажеме, моабети кои што можеме да ги слушнеме кога вие понудувате, да зборуваме сега малце од пракса, кога доаѓам јас кај вас, на пример, во компанија и ви нудам дел од палетата на маркетинг услуги за вие да ја напредите продажбата, вие зборувате, да кажеме, дали мојот производ ќе добие 5, 10, 15% поголема продажба, дали јас ќе го достигнам врвот, што ќе направите вие за мојот производ да биде продаван. Маркетингот и односите со јавноста не се семокна алатка на која што вие можете да правите што сакате и да понудите нешто што нема вредност. Да, можеби за одредена таргет група, затоа што не можеме да зборуваме
зборуваме за козметика, не можеме да продаваме не можеме да зборуваме и да мешаме козметика и прехранбени производи. Прехранбените производи се потреба, козметиката е доволно, нели, за свое разобавување, за, како да кажам, за градење на сопствен имидж. Тука станува збор за тоа што кога бараат 5, 10, 15, 20% да се унапреди нивната продажба, маркетингот не е само наалатка, затоа што маркетингот и односите со јавноста не го конструираат тој производ, туку само ги истакнуваат неговите вредности и предности наспроти сите. Затоа што вие не се рекламирате, проблематиката која што се јавува на југоистокот и дел од македонскиот маркетинг пазар, затоа што имаме доволно компании кои што увезуваат и извезуваат производи во Македонија, но не се рекламираат. Оставаат на, како да кажам, low profile рекламирање од човек на човек. Да, гласот може да биде позитивен и сите да те чујат, но тоа може да биде на локално или регионално ниво. Јас од Струмица не можам да знам која фирма е најдобра во Прилеп. Да кажеме, а еве Македонија е мала држава. Што правиме тога со големите држави и глобалните пазари. И маркетингот, како што реков, не е само наалатка. Значи, мора и треба да се чувствува потреба од рекламата на 21 век. Значи, имаме да се поистоветуваме со прост пример. Вие произведувате нешто, истиот бизнис го препознала и друга компанија. Вие мислите дека е доволно да не се рекламирате, од спротива, оно што ја почувствува синергијата и потребата од маркетингот и рекламирање, почнува да се рекламира. Не само што ги придобива своите потрошувачи, туку веќе дава влијание поголемо од вашето, со што може да ги придобие и потрошувачите кои што ве користат вас или вашите производи или услуги. Конкуренцијата е голем поим, но во Македонија и во југоистокот треба да биде мал, затоа што имаме доволно фирми, но не се чувствува потребата од рекламирање, маркетингот, односите со јавноста. Така. Веќе слушнавме воглавно што е суштината на тоа зошто компаниите не им веруваат на маркетинг експертите и зошто не ги користат нивните услуги. Дали можеби стравуваат на некој начин, како што рековте предходно, дека нивниот бизнис ќе го поседува и управува друг. Сето тоа е прашање на изразената самодоверба на компанијата. Но дали компаниите има каде да се едуцираат за маркетингот, знаат ли собствениците и нивните соработници што точно може да добијат од маркетинг услугите? Има каде да се едуцираат, да се надоградуваат, но знаете, бизнис климата функционира брзо. Денеска си на врвот, утре си на дното и така натаму, затоа што, како што реков, конкуренцијата е многу голема, без разлика дали станува збор за надпреварување на локален, регионален, светски пазар, без разлика. Луѓето кои што работат бизнис, не можам да им ја префрлам вината дека тие луѓе имаат доволно време да се едуцираат за маркетингот и односите со јавноста и рекламирањето, промоција, продажба, кога ви имате милиони и една обврска дневно. Но тука станува збор за тоа што овие југоистокот, Струмица, Радовиш, Штипе, Гевгелија, има компании кои што ја почувствувале потребата од рекламирање и од маркетингот и си изнајмуваат, односно склучуваат договори со различни агенции, каде што агенциите целосно ја вршат, односно влегуваат во бубањето на информации и целосно вас ве претвараат во она што вие сакате да го постигнете, да постигнете регионална популарност на производот, може да кажем на државно ниво, без разлика. Компаниите и нејзините собственици се тие кои што, односно нејзините собственици се тие кои што треба да ја почувствуваат потребата од маркетингот и рекламирањето. Тука не смееме да ги изоставиме и односите со јавноста, како што реков на почетокот, тие градат врската помеѓу потрошувачот и компанијата. Доколку таа врска биде раскинлива, односно лесно раскинлива, кога вие нема да ги слушнете потребите на потрошувачот, тука веќе настанува еден конфликт. Конфликт на интереси, затоа што вие произведувате нешто на што на потрошувачот не му е потребно. Нема каде да се едуцираат, добро што напомена, но првата маркетинг, овде ќе си дадам простор да ја спомнам првата маркетинг и PR платформа на Југоистокот, Grey Solutions, платформата од која што сум дел и самиот јас, и која што работам со уште двајца млади и енергични професионалци, воедно и креативни, тоа се Родна Деловска и Дени Апостолов. Работиме на тоа што за почеток сакаме да едуцираме нашата јавност. Значи јавноста да едуцираме дека тие, можеби не од нас, од другите агенции за маркетинг и медија, ќе имаат потреба од рекламирање. Затоа почнуваме еден, да кажам, караван на обуки, кој што почнува од Гевгелија. Се уште сме во преговори кога да почнеме, кога луѓето се слободни. Тоа ќе биде многу наскоро. Почнуваме со обуки, значи
целосно не можеме на тие обуки да дадеме значење на тоа што ќе се работи и што треба вие како компанија да правите, но доволно е да се едуцирате, односно компаниите од овој крај на Македонија да се едуцираат за тоа каква е нивната вистинска потреба од маркетингот и односите со јавноста. Затоа што ако го ставите бизнисот во тајна, тука доаѓате до конфликти, конкуренцијата може да ве победи, можеби тоа победа на конкуренцијата нема да биде многу лесна, затоа што потрошувачите ве веруваат на вашиот квалитет. Но со тек на време и со овие брзо растички и променливи бизнис алатки, Facebook, Twitter, YouTube, добивате на конкуренција не само од локално или регионално ниво, туку добивате конкуренција од глобално ниво. Обуките ќе се содржат, повторно да се навратам на нив, обуките ќе се содржат за едуцирање на јавноста, односно да им се протмне на компаниите и на предприемачите зошто маркетингот и рекламата е потребна за нивниот бизнис. Така. Кога веќе ја спомнавме платформата Grey Solution, кон што точно се стремите? Кои се вашите активности за воиднина? Активности за воиднина, маркетингот е една жива професија, една жива наука каде што не можеш да се позиционираш на едно место и да велиш да ние го работиме ова или ние ќе го работиме воиднина, она и така натаму. Значи, тоа представува тие се вибрации кои што, вибрации на промени. Денеска во маркетингот на светско ниво се случуваат и излегуваат нови тактики, нови верзии, нови стратегии, каде што сите тие стратегии и тактики се наменети за да се добие на поголем број на потрошувачи. Затоа што бизнис климата е придобивање на поголем број на потрошувачи, нормално за вадење на поголеми материјални добра и финанси. Сите компании практикуваат на тоа, да бидеме искрени. Но некои од компаниите ги ставаат финансите и богатството на прво место, но не го делат првото место со потребите на потрошувачите. Сакаат да направат профит, но од друга страна сакаат да ги задржат и да им направат добро, односно потрошувачите да се чувствуваат добро кога го купуваат тој производ. Grey Solutions е млада платформа, можам да кажам млада, затоа што само пред неколку месеци започнавме, моментално сме во изградба, ја градиме она политика на оваа платформа, стратегија и тоа што ќе треба да го работиме. Едуцирањето на јавноста е првиот чекор. Затоа што мораме да дадеме до знање, како што реков, да не се вртам цело време во круг, мора да дадеме до знање дека маркетингот на 21 век е потреба, не е луксус. Кога зборуваме за луксус може би бил во 18 век. Но и тога се чувствувала потребата од маркетингот. Можеме на американските филмови да видиме дека до 90-тите години малите деца продаваат весници и ги назначуваат, односно ги начнуваат главните наслови на денот и така се продавала поголема тиража на весници. Но веќе тоа го нема, се електронски медиуми паметни. Ја едуцираме јавноста со тоа што да се чувствува потребата од маркетингот, но воглавно сакаме да не само предприемачите и компаниите ги посетуваат овие обуки. Сакаме сите да ги посетат овие обуки, затоа што потребата од маркетингот и самото рекламирање, како наука, како потреба, како визија за градење на патека или работење на долгорочни рокови, имаат потребата сите. Овие презентации, овие обуки нема да бидат само наменети за маркетингот, за односите со јавноста. Веќе планираме суштинска поделба на тие обуки. Млади луѓе кои што сакаат да се запишат на факултет, сега се средношколци, овие ми е последна година, како да креативното пишување, како да напишат добар есеј, како да напишат добро соопштение, како да застанат на презентирање, затоа што веќе се сведува на тоа. Добриот презентер го гледаат многу луѓе и се слуша надалеку. Доколку вие се срамите, нема да добиете ефектот на тоа што го говорите. Значи остануваме само на обуки на маркетинг и пиар или действувате и работите на други составни делови од овие две области? Платформата е така некако, суштината, јадрото на платформата е така некако конструирана да кога нашиот клиент, сегашен или идните клиенти, кога ќе дојдат да имаме мрежно ги мрежуваме потребите на нашите клиенти. Тоа значи дека вие влегувате кај нас и ги добивате сите потребни алатки. Адвертайзинг, медиуми, соопштенија до медиумите, соопштенија до компаниите, добивате на реклама, маркетинг стратегии, овде се јавува организирање настани, конференции, се што ви е потребно на вас како компанија можете да ја најдете кај нас. Се разбира, работиме
со соработници, значи не сме ние сами, значи работиме со професионалци. Затоа што може би сме професионалци во маркетингот и односите со јавноста, но не едва адвертајзингот, графика и така натаму. Така. Леонид, навистина на интересна тема разработивме во денешното издание на Отворено студио. Јас многу те благодарам што одвои време и беше гостин. Јас ви посакувам многу успех за вашата ново создадена платформа наречена Grey Solution, да имате многу активности, многу обуки. И уште еднаш благодарам што ни беше гост. Ивана, ти благодарам на оваа покана. Се надевам дека малку ќе ја разбрануваме јавноста за потребата на маркетингот, односите со јавноста и рекламата. Се надевам. Ти благодарам уште еднаш. Така. Почитувани, јас се надам дека го задржавме вашето внимание со ова на доста интересна и актуелна тема. Останете со програмата на телеканал А1. Од мене пријатно.